нешто намуртен и замислен, да не прочита нешто лошо во писмото? Не. Не е ништо страшно, советнико. Само, како да ти кажам, се мислам што може да биде ова. Нели пред некое време ние имавме гости? Имавме. Ни беше дојден принцот од соседното царство. Тој да не го има напишано ова писмо. Многу убави работи пишува. Многу. Пишува дека кај нас видел многу убавини. Убави куќи, убави кули, убави градини. Па сака и во неговото царство да има такви убавини. Ако. Уште пишува дека народот кај нас многу убаво живеел. Па сака и неговиот народ така убаво да живее. Па тогаш што е тоа што те замисли толку, принцу мој? Сега ќе ти кажам. Уште пишува дека кај нас, во нашето царство, имало нешто толку убаво, што никаде на друго место го немало. А јас за такво нешто ништо не знам. А што тоа? Кога одел кон неговото царство, по патот, слушнал како некоја девојка пее. Пеела толку убаво, што никогаш и никаде немал слушнато таков глас. Имала толку убав глас, што не можел да поверува дека може некој човек да има толку чудесен глас. А тоа било? Опа, принцу мој, па јас си помислив дека е нешто, не дај Боже нешто. Не. Нема ништо страшно, бре, советнико, ништо лошо. Нема војна, нема сиромаштија. Ама, советнику, сепак, оваа работа ме замисли. Сакам да дознаам дали е вистина сето тоа што тој принц го напишал во ова писмо. А може би се шегува со мене. Ако имаше некоја девојка што толку убаво пеела, што имала толку чудесен глас, зар никој досега немаше ништо да зборува за тоа? Тогаш, вака ќе направам, принцу мој. Јас уште утре ќе тргнам по царшината, ќе се распрашувам и ќе наслушнувам. Боже ми, ќе ја најдам таа девојка. А ќе пратам и други луѓе, и тие да гледат и да слушат. Може би и тие ќе најдат девојката која толку милозвучно пее. Направи го тоа, советнику. Да појдеш, да се распрашаш и да разбереш се за таа девојка. Зошто јас да не знам ако има некоја таква девојка во моето царство? Па, зошто и да не ја чујам? Така е, принцу, така е. Сега јас... Уште веднаш да тргнеш, да ја најдеш и таа девојка да ја донесеш тука. Така ќе сторам. Ќе ја најдам и ќе ја донесам.
Ал, принцу, и срам ми е. Срам ми е што морам да ти кажам дека работата што ми ја даде не ја завршив. Си мислев дека многу лесно ќе ја најдам девојката, ама ете, сум се излажал. А секаде ја барав, на многу места бев. Прашував, наслушнував, ама никој нити чул, нити знае нешто, нити пак ја видел таа девојка. Ова ме тера да помислам дека тој принц сакал да се пошегува со мене. Ама и тоа некако не ми фаќа место. Зошто би измислувал и би се шегувал токму со таква работа? Затоа продолжете и барајте ја советнику. Секако дека ќе продолжам да ја барам, принцу мој. Ајде. Еве, веднаш тргам. Што бараш ти тука? Оди да ја готвиш вечерата. Советниче, кој останал до сега без вечерата и сега да остане без вечера? Јас знам каде ми е местото. Штом знаеш каде ти е местото, што бараш пред вратата на принцот? Советниче, јас овде сум пред вратата на принцот затоа што дојдов да му помогнам на принцот, а и тебе да ти помогнам, советниче, затоа што сите кажуваат дека сте ја прочетале цела царштина и дека сте барале некоја девојка со волшебен глас што пеела многу убаво. Убаво си разбрала, оти така беше. Ајде. Ама сакам, советниче, да ти кажам дека си сгрешил, дека си почнал да бараш таму зад својот грб, а требало да почнеш да бараш кај тие што ти се пред носот. Тоа сакам да кажам. Тебе, жено, јас ништо не те разбирам. Што сакаш да кажеш? Сега ќе ти кажам. Јас сум ти пред носот, нели? Да. И требало таму да почнеш да бараш, овде прво да почнеш да прашуваш. Јас знам каде живее таа девојка. Знаеш каде живее таа девојка? Знам. Знаеш? Знам. Па кажи ми каде живее. Сега ќе ти кажам. Јас кога си одам од овде кон дома, си одам по еден пат низ планината. И таму покрај патчето има една колиба, една кукичка. Секоја вечер, кога ќе поминувам кон дома, ја слушам како пее. Ама волшебен глас, советниче, волшебен глас. Веднаш да ме одведеш кај ја реков. Веднаш да ме одведеш кај Не, не, вечерата да ја направам, а утре ќе одиме. Преоставија вечерата, жено, има кој да направи вечера. Веднаш да ме одведеш кај неа, веднаш. А сега има кој да направи. А пред малку немаш кој да направи. Девојко, многу не измачи додека те најдовме. А не знаеме дали е вистина тоа што го кажуваат за тебе. Викаат дека си имала волшебен глас. Никаде досега не чуен. Вистина ли е? Не знам, принцо. Не знам. Јас живеам сама во шумата. Не знам дали некој ме слушал како пеам. Па тогаш, најарно ќе биде да запееш и да те слушнеме. Пред да запеам сакам да ве прашам. Дали ова наредба или... Бидејќи јас не се плашам да кажам дека не пеам по наредба. Пеам од срце и сакам со срце да ме слушаат. Не е заповед. Еве, те молам, запеј. А јас ќе го отворам срцето и песната нека влезе во него. Ој, јаворе, ти јаворе, ој, јаворе, ти јаворе, ој, јаворе, ти јаворе, највисоко
Расшири ги своите гранки, расшири ги своите гранки, од небето до земјата. Расшири ги своите гранки, од небето до земјата. Ми ја стопли душата со оваа убава песна, девојко. Затоа те молам, ако сакаш, остани во мојот дворец. Живеј тука во мојот дворец. И нема да ти заповедам, ами кога ќе посакаш, запеј. Кога ќе ти посака душата, тогаш пеј. А јас ќе бидам насекаде низ дворецот и ќе те слушам. Ви благодарам, принцо. Јас сум сама и никого не оставам зад себе. Со задоволство ќе ја прифатам вашата покана и ќе останам да живеам во дворецот. Советнику, одведи ја во одајата. Ајде, девојко, повелеј. Вистина било сето тоа што ми го напишал принцот од соседното царство. Тој само ја чул, а јас и ја чув и ја видов. Убава е. Да не знае човек дали попрво да ја гледа или да ја слуша. Сте ме барале, принцу мој. Да, те повикав, советнику. Седни. Сакам нешто да ти кажам и да се посоветувам со тебе. Јас, оваа девојка, многу ја засакав. Не само затоа што убаво пеам, и затоа што е и многу лична и убава. И сега барате совет од мене дали да го направите тоа, иако знаете дека не е од царски род. Умен си ти, советнику. Знаеш што ме мачи. И, ајде, кажувај што мислиш.
Ете, јас тебе те прашувам, а знам дека нема да можам да живеам без неа. Ако веќе барате совет од мене, принцу мој, јас веднаш ќе ви кажем дека вие никако не треба да се ожените со таа девојка. Никако. Сега, ако сакате, вие можете уште малку да размислите, ама... Мислев, премислував и решив. Јас, ако таа девојка сака, ќе ја земам. Па добро, ако така сте решиле, принцу мој, јас да наредам веднаш да ви ја донесат. Не сега. Утре јас самиот ќе одам кај неа. Како ќе кажете, принцу мој? Селака сака да ја земе. Селака сака да ја земе. Ќе се отепам. Сега ќе се качам на кулата и ќе се отепам. Таа знаела да пее. И јас знам да пеам. Оти да не знам тате да пеам. Јас знам она... Полека, ќерко моја, полека, не викај. Ти сега треба да научиш една песна, убаво да ја испееш и сетнем таа песна да му испееш на принцот. И ако даде Господ, туку види сега, јас сега треба да одам да свршам една работа која сум ме наумил. Оти ако сакаме принцот да те земе за жена, ние треба веднаш да избркаме таа девојка од тука. Да избркаме? Како бре, татко, да избркаме? Ами, ако разбере принцот, нас двајцата ќе не избрка, а може и нешто полошо да не знајде. Ти ич да не береш гале за тоа. Таа работа е моја работа. Одам и знам што треба да направам. А ти остани тука, биди мирна, на никого ни збор и како што ти реков. Научи бар една песна. Ами, тате, знам. Знам една песна, ја знам. Дотекла вода студена. Ја знаеш? Ајде да ја чујам. Дотекла вода студена, студена, Јана се убава родила, кога се Јана родила, мајка и пиле живо воган бапнала. Добре, тате? Добре, ајде. Остани сега тука ти, пеја песната да научиш, допре одам јас да си ја свршам таа работа. Ајде, пеј. А добре? Добре. Мајка и живо, како се врти, пилето, така да се врти. За да не биде со лошо, нека биде со арно. И за тебе, и за мене, а и за принцот. На принцот му здодело да те слуша повеќе и затоа... Кажете му на принцот дека јас повеќе нема да пеам. Или ќе пеам само кога тој ќе биде надвор од замокот. Ама не е само тоа. Не му здодело и да те гледа. И затоа ми рече да ти кажам да си одиш од каде што си дошла. Кога принцот не сака нити да ме гледа, нити да ме слуша, ќе биде подобро што поскоро да си заминем од тука. Најавно ќе биде. Еве, земи ги овие пари, да ти се најдат во сиромаштијата. Принцот рече да ти ги дадам. Кажете му на принцот дека ако сака да ми плати за пеењето, сам да дојде овде. Јас за пари не пеам и мене пари не ми требаат. Па нели си сиромашна? Ке ти требаат, земи ги. Како што сум живеела до сега, така ќе живеам и од сега. Мене пари не ми требаат. И кажете му на принцот дека повеќе нема нити да ме види, нити да ме чуе. Како сакаш. Сепак, требаше да ги земеш овие пари. Значи, до тука било.
А јас си помислив дека ме засакал. Зошто јас го засакав него. Ама, пак испадна она. На баба му се сонило што и е мило. А баш ме гледаше така некако. Миличко. Како да ме сака. Каде, бабино? Каде си тргнала? Таму откаде што дојдов, бабо. Зошто? До вчера не ни помислуваше за одење, сега одеднаш. Не знам што да ти кажам, бабо. Дојде советникот на принцот. И ми кажа дека на принцот му се смачило и да ме гледа и да ме слуша. Толку знам и толку ти кажувам. Не, нема да одиш таму од кај што си дошла. Слушај, сега ќе дојдеш во мојата соба. Јас таму ќе те сокријам. И нема да излезеш од таму се додека јас не ти кажам. А, не. Не можам, бабо, не. Не сакам да си имаш белја поради мене. Ако разбере принцот, зошто да дојдам кај тебе? Затоа што јас те зедов надуше, Герко. Затоа. Јас им кажав каде да те најдат. И сега јас знам што треба. Да не зборуваме овде. Ајде во мојата соба и ќе ти кажам се знам, Герко, се знам. Ајде. Не можам да ти поверувам. Како тоа ја нема? Како тоа исчезнала и никој не знае каде е? Ај, зошто? Токму кога решив да се оженам со неја. Не тагувај, принцу мој, не тагувај. Еве, нели и черка ми моја убаво пее, многу убаво пее. Ајде, черко, запеа она твојата, она, знаеш, она водата, нели, студена што донела, што однела, ајде. Принцу, многу е убава оваа песна. Ајде. Дотекла вода студена, роди се Јана убава, кога се Јана родила, мајка и магија. Добро, доста! Ајде, утре ќе ми пееш. Сега не ми е нити до пеење, нити до слушање песни. Советнику, утре да појдеш и да ја најдеш девојката. Ти знаеш каде живее. Да појдеш и да ја донесеш тука во дворецот. Сакам самата да ми каже зошто си отишла. Ако не ме сака, сакам самата да ми каже. Ако не сака да седи во дворецот, сакам самата да ми каже. Белки, така ќе ми биде полесно. Принцу, да ти ја допеам песната? Не сега. Утре, задутре, позадутре или сега не. Керко, Најпосле дојде. Кажувај, ја најдовте ли, разбравте ли нешто за неа? не, принцу мој, ја нема. А секаде ја баравме, наслушувавме, ете дури бевме, ја побаравме во незината куќерка, ја нема. Како земја да пропаднала. Што стоиш тука? Што стоиш? Оди и бара ја. Советниче, јас знам дека без неа веќе нема да можам да живеам. Оди најди ја и доведи ја. Принцу мој, зошто толку се мачите? Еве, ако сакате јас, ќе донесам ќерка ми моја, да не бидете сами во маката. Таа е убава, убаво пее, може ако сакате... Не сакам никој да ми пее. Сакам да го направиш само тоа што ти кажав да го направиш. Зошто си ја пуштил да оди?
Требало најпрви мене да ми кажеш за таа работа. Па не знаев дека толку ќе жалите по неа. Да знаев дека толку ќе жалите по неа. Друго Не зборувај. Беше, а? Оди и барај. Добро. Ќе одам и ќе ја барам, а додека ја барам на принцу мој, ако сакате ве, ќерка ми... Тргај. Ќерко, доаѓа принцу. Ајде, стегни се и почни, ајде. Дотекла вода студена, студена, роди се Јана, убава, убава. Кога се Јана родила, лелеле, мајка и магија сторила, живо пиле воган фрлила. Ќерко. Добро беше, тате. Добре, доста е, Ќерко. Доста е. Живо пиле, како што се... Вистина. Ако те лажам, еден збор да ми ја земиш главата, принцот. Ете, ако не веруваш, ајде да одиме. Ќе видиш кај мене в соба. Да си жива, бабо. Да можам, ќе полетам од среќа. Не можам да поверувам како тоа рече дека е тука. Ајде, веднаш оди и доведе ми ја. Не, чекај. Ќе ја доведеш кога ќе ти кажам да ја доведеш. А до тогаш, оди кај неа и чекај. И што да направам јас сега со тебе? Да те обезглавам? Да те обесам? Да те фрлам во затвор? Да те протерам од царштината? Ајде. Ајде, посоветувај ме, советнику мој, што јас со тебе да направам? Што... Не беше баш така, принцу мој, не беше така. Јас мислам, ова готвачката. Готвачката. Готвачката од сега веќе нема да биде готвачка. Зошто? Таа ќе седи тука и ќе ми ја варди принцезата. А ти и твојата ќерка сега ќе одите и ќе живеете во шумата, во куќарката од девојката, да научите како се живее во сиромаштија. Советнику, сега виде дека со сила убавина не бидува и дека од пишаното не се бега. Принцу, ја научив песната да ви ја испеам. Не.